Со повишен тон и нервоза, во ваква атмосфера се одвиваше денешниот вонреден состанок на штипските стечајци, револтирани, бидејќи добиле негативни решенија. 170 стечајци повторно извисија. Одбиени се од стечајен доместок со образложение дека самоволно напуштиле работа. Стечајците пак го тврдат спротивното, работеле кај некоректни газди, кои им го фалсификувале подписот. Решението она ми го праќа дека ме напушта со нејни подпис. Моето име го пишува она, а ја што се подпишувам, тај подпис не е истиот. Само момент да видам каде. И у трудовата инспекција се оне денок, и тужби, и се е џабе. Тај подпис не е мој. Самоволно сум напуштила. По моја вина. Дека сум напуштила работа. Вие самоволно ли ја напуштивте работа? Не, беше на болување. Решението ми е недобитно. Недобитно. И на сите пишува исто, сите по своја вина, а ние секаде дека што сме оделе, ние морало сме да одиме на работа, да речеме, а Стиво кој се растори. Децата ни беа средна школа, ние не можеме да го чекаме овај момент. Дека најголем дел од работниците били изманипулирани на сопствената адреса, добиле фалсификувани решенија за престанок на работното место, потврдува и првиот штипски стечаец, кој вети дека проблемот ќе се разгледува на наредниот состанок кој е закажан со Министерката за труд и социјална политика. Работникот секогаш ќе се игра. Во начало мора да го кажам, работникот секогаш ќе се игра. На крајниот лист кој се повишуваат, тоа више на газата работата и дека самоволно напуштил, тоа не е тачно. Ама ќе видиме, ќе се трудиме. Може ли ова да се поправи? Ово мора да се оправи. Ќе видиме, оти запознати и премиерот и Царовска. И во го дискутираме пред да го донесеме закон, кажаме дека има и такви луѓе. Во Штип се поделени 170 негативни и 270 позитивни решенија. Според проценките на Сдруженијето, решенија не се добили уште десетина стечајци.